Кратки најави за денес. Охридското езеро микробиолошки загадено од претераниот отпад. Деветта редовна седница на Советот за развој на Југозападниот плански регион. Намален бројот на ученици во однос на минатата година. Графички веб дизајн, програмирање и IT услуги се најбарани од страна на фриленсерите. Македонија земја партнер на овогодинешниот саем за туризам во Ниш. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес по свежото утро во текот на денот имавме сончево и топло време со пораст на максималната дневна температура до 15 степени. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе преовладува претежно ведро и потопло време со пораст на ноќните температури. Во петок над западна, северозападна, северна и централна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Локални врнежи се очекуваат и во крајните источни предели, а во североисточните предели и областа на Алпите со врнежи од снег. Во останатите предели од Европа претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и потопло. Во јужните, источните и локално во централните предели претежно сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 15 до 20 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Минималните температури ќе се движат во интервал од -1 до 6 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 15, односно до 22 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и топло. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во сабота ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимални 18 степени. Во недела умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо со пад на дневната температура на 14 степени. Во понеделник облачно време со пообилни врнежи од дожд кои што во вечерните часови и во текот на ноќта понеделник кон вторник ќе преминуваат во врнежи од снег. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени. Ресторан Далга. Во време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнајдат најдобрите решенија за сите. Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Охридското езеро микробиолошки загадено од претераниот отпад. Причините се што несовесни граѓани одлагаат секаков вид отпад, но и не се води грижа за отпадните води, велат активистите. Поради загадувањето, развиена и многу размножена во езерските води е зелената алга, која се храни со фекалии и отпадни води. Охридското езеро микробиолошки загадено од претераниот отпад. Причините се во тоа што несовесните граѓани одлагаат секаков вид отпад, а воедно не се води грижа и за отпадните води кои се сливаат во езерото. Нуркачот Никола Паскали, кој повеќе од една деценија спроведува еколошки акции за чистење на езерото од отпад, вели на дното сретнуваат секаков вид отпад, од дотраена покујкнина, градежен шут пластика за една употреба до се што не им е потребно на несовесните граѓани. Потребно е да се работи на ниската еколошка свест на населението, кое не е доволно свесно за значењето и вредностите на езерото. Бойлери, шпорети, све. Покукнина, сега ево ќе се реновираат сместувачките капацитети, очекуваме да не идеме на кади, такви некои градежен шут во вреки. Препораката наша е едукација. Најголем чувар на нашето езеро е едукацијата. Да почнеме со едукација, но паралелно покрај едукацијата и да го чистиме овој регион. Според еколозите, итно треба да се исклучи употребата на пластика. Тоа би бил првиот чекор во битката против загадувањето. Сега во европските земји, во маркетите нема повеќе да се купаат пластични лажици, цевки, веќе и пластични шиши на поредко се среќаваат. Кај нас, пример, во маркетите и помалите продавници стаклена амбалажа нема. Ако сакате вие вода да купите во стаклена амбалажа, или имате во ресторан и кафич, или дојте во магазин. Така да, зато треба заедно, само заедно овој проблем можеме да го решиме, државата, луѓето со едукација. Поради загадувањето, развиена и многу размножена во езерските води е зелената алга, која се храни со фекалии и отпадни води. Тоа лошо влијае на целокупниот жив свет во Охридското езеро. Општина Охрид-Денинска беше домаќин на 9-тата редовна седница на Советот за развој на Југозападниот плански регион. Со седницата председаваше градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков, кој од оваа седница официјално го отпочна мандатот на функција председател на Советот за развој на Југозападниот плански регион. На седницата беа присутни градоначалниците на општините од регионот, представници на општинската администрација и представници на Центарот за развој на Југозападниот плански регион. На денешната седница, меѓу другото, беше разговарано и за проектот за изградба на регионална депонија за Југозападниот регион и регионално решавање на проблемот со кучињата скитници, со подготовка на заеднички проект за отворање на стационар во општините Охрид и Кичево. На последната седница, советниците на Советот на општина Охрид едногласно го усвоија извештајот за својата работа во текот на 2022 година. Во нашата анализа ви ја приближуваме работата на ова тело, кое за задача има да го контролира работењето на градоначалникот, општинската администрација и јавните предпријатија, кои ги формира општина Охрид. Во текот на минатата година одржани беа вкупно 15 седници на Советот на општина Охрид, од кои една беше посветена на советнички прашања. Советниците вкупно потврдно кренале рака за 688 одлуки, а највредни биле на 15-тата седница кога зеленото картонче беше кренато за 103 одлуки.
Покрај учеството на седници, советниците имаат активности и во 12 комисии во кои ги разгледуваат, расправаат и даваат мислење за прашањата и предлозите од областа за која се формирани. Но секогаш комисиите не успевале да се состанат, па така, од различни причини, 27 пати истите не доставија свое мислење за одредена точка од дневниот ред на некој од седниците на Градскиот совет. Најревностни биле членовите на Комисијата за финансии и буџет, кои, иако 4 пати не се сретнале, успеале да дадат позитивно мислење за 267 одлуки. Слично остварување имаат и комисиите за урбанизам и за јавни и комунални дејности. Најслаби резултати има Комисијата за туризам и локален економски развој, која ниту еднаш лани не одржала состанок. За својата работа Советот имал буџет од 25.747.278 денари, или околу 415.000 евра. Го реализирале со 95% успешност, односно потрошиле околу 400.000 евра. За плати советниците поделиле 5.795.807 денари, или 94.000 евра на годишно ниво. Секој од 23-цата советници годишно за својата работа заработил околу 4.000 евра. Незначителни се патните трошоци и трошоците за копирање и печатење. Од касата на Советот на општина Охрид 837.110 денари завршиле во меѓународни и домашни организации на име членарини, а на хуманитарни организации им донирале 770.000 денари. Скоро 100.000 евра, односно 6 милиони денари од сметката на Советот се префрлени на јавното предпријатие Водовод. Преостанатите пари од оваа програма биле пренаменети за Општа болница Охрид за помош на секое новородено дете, на Комисијата за донесување урбанистички решенија, за релоат програмата и за субвенционирање на линискиот превоз. Јавна дебата на тема катна гаража, нова можност за Охрид, имплементирана од страна на Сдруженијето за мултикултурна интеграција и инклузија. Дебатата ќе се одржи утре, 31 март, со почеток во 11 часот во големата сала на општина Охрид. Јавната дебата е во рамки на проектот поддршка на изборните реформи во државата, поддржан од владата на Швајцарската конфедерација, а спроведуван од Меѓународната фондација на изборни системи. На овој начин сакаме дополнително да ја запознаеме охридската јавност со едно од најекспонираните локални прашања изминатиот период. Пренесувањето на најважните поенти кои ќе произлезат од јавната дебата би ја зацврстило и продлабочило релацијата помеѓу граѓаните и локалната самоуправа, што пак би резултирало со потранспарентна и поотчетна локална власт, што е предуслов за добро владење и демократски развој, велат од инклузија. Истрагата за лажните закани за поставени бомби по училиштата напредува. Лоциран е кластер на лица кои учествувале во тие лажни дојави. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски порачува на јавноста да им верува на институциите. Кога ќе ги имаат сите информации, потврдени со сите докази, тогаш ќе излезат пред јавноста со соодветни информации. После неодамнешната изјава на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски дека истрагата за лажните дојави за поставени бомби по училиштата напредува, тој денес си порача на јавноста да биде трпелива, дека се преземаат низа активности и обсежни истраги и дека е лоциран кластер на лица кои учествувале во тие лажни дојави. На новинарско прашање колку лица брои кластерот и дали во кластерот има лица припадници на политички партии, министерот дециден дека во моментот кога ќе завршат постапките на истражните дејствија и ќе може да се поднесе кривичната пријава, јавноста ќе ги добие сите информации. Во однос на истрагата, значи има група која што е еден кластер за кој што се преземаат низа на истражни действија кои што се во функција на обезбедувањето на доказите. И тоа е информација што можеме да ја споделиме. Кога ќе добиеме обезбедување на докази, кога ќе ја поднесеме кривичната пријава како што поднесовме на 22.3, ќе ги добиеме сите информации и тогаш ќе бидеме сите како граѓани спокојни. Ова е петта кривична пријава после две пријави за Скопје, една за Кавадарци, една за Делчево и сега повторно за Скопје, посочи министерот Спасовски. Истрагите апелирам да ги водиме во институциите, не во медиумите и не во јавност. Атрактивно е многу да се
зборува за секој еден настан. Тоа што го кажав како информација Министре, е бомбите нешто се во што јавност. можеме сега во моментот да го соопштиме. Инаку сега се појавуваат разни експерти, стручњаци од разни области, дават секакви информации и дезинформации во јавноста. Тоа не е правилното информирање. Тогаш кога ќе ги имаме сите информации потврдени со докази, тогаш ќе излеземе во јавноста. Според министерот, до почетокот на март, за справување со лажните закани со бомби, Министерството за внатрешни работи на Македонија потрошило повеќе од 5 милиони денари. Намален бројот на ученици во основните и средните училишта во државава во тековната учебна година во однос на минатата. Според податоците на Државниот завод за статистика на почетокот на учебната 2022-2023 година, бројот на учениците во редовните основни училишта изнесува 185.099, што представува намалување за 0,8% во однос на претходната учебна година. Бројот на ученици во редовните средни училишта пак на почетокот на учебната 2022-2023 година изнесува 69.227, што представува намалување за 2,5% во однос на претходната учебна година. Во глобалното истражување на финтек компанијата за дигитални плаќања Pioneer во хонорарно работење, вклучена и Македонија, 33% од испитаниците во Македонија изјавиле дека работат исклучиво како фриленсери. Графички и веб дизајн, програмирање и IT услуги се најбараните од страна на фриленсерите. Хонорарното работење, односно фриленсерството, е начин на кој што функционира се поголем дел од светот. Во петтото издание на извештајот подготвено од финтек компанијата за дигитални плаќања Pioneer е вклучена и Северна Македонија, каде што 33% од испитаниците изјавиле дека работат исклучиво како фриленсери. Ова интернационално истражување опфатило 2000 хонорарно вработени лица во 122 држави, меѓу кои се и балканските земји. Графички и веб дизајн, програмирање, мултимедијална продукција, како и IT услуги се најбараните од страна на фриленсерите во регионот. Побарувачката за хонорарни соработници е се поголема, меѓутоа значаен дел од испитаниците, односно дури 65% во Југоисточна Европа, навеле дека работат 30 или помалку часови во текот на неделата. Ова е јасен показател дека фриленсерите се задоволни од рамнотежата помеѓу професионалниот и приватниот живот, односно дека успеваат да заработат доволно средства и покрај тоа што работат помалку споредено со редовно вработените. На планот на главните извори за пронаоѓање работа, доминантното мнозинство изјавило дека се потпира на онлайн пазарите како водечки начин за обезбедување ангажман. Од друга страна, анкетата покажала дека само 8% од испитаниците во Југоисточна Европа навеле дека главен извор за нова работа се социјалните мрежи. Причина за тоа е малата веројатност дека ќе добијат ангажман преку друштвените платформи од фриленсери во други делови од светот. Поради тоа, тие најчесто користат устни препораки од повеќето хонорарци од другите региони. Примерна мрежа што ја користат фриленсерите во Југоисточна Европа е LinkedIn со 33%, а потоа следуваат Instagram со 24% и Facebook со 15%. Македонија земја партнер на овогодинешниот саем за туризам во Ниш, Србија. Саемот се одржува од денес 30 март до 1 април. Ова настане можност за зајакнување на нашите партнерски односи и создавање на нови, велат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Успешните промотивни активности на Агенцијата на туристичкиот пазар во Србија позитивно се одразија на зголемување на бројот на туристи, кој во последниве неколку години изнесува повеќе од 45%. Се радуваме на новата авиолинија Охрид-Белград, која ќе овозможи дополнителна туристичка размена и патување до дестинациите. На Меѓународниот саем за туризам во Ниш, македонските мали семејни винарии има своја презентација. Македонско-српската хит комедија обвинителка на репертоарот на Центарот за култура Григор Прличев утре, 31 март, со почеток од 20 часот. Цената на билетот е 200 денари. Оваа комедија е копродукција и размена на уметници од Македонија и Србија. Главната улога ја игра мега популарната актерка од бившите Ју простори Лидија Вукиќевиќ. Спојот на уметници и соработници од двете држави треба да се зајакне. Културата обединува, а преку хит комедијата обвинителка, тоа ќе го прикажеме пред публиката кај нас и во регионот. Како е да се работи во обвинителство? Како е да се биде обвинителка? Како е да се биде обвинет? Како да се спасиш од обвинение? Тоа се дел од прашањата
кои ќе бидат одговорени низ комичните ситуации во представата, велат организаторите. Лишено од слобода лице барано со централна потерница за доиздржување затворска казна. Безбедно извадена и подигната неексплодирана бомба од Втората светска војна од водите на езерото. Билтен на СВР Охрид. На 29 март 2023 година во 18 часот и 30 минути во Охрид полициски службеници од СВР Охрид го лишија од слобода лицето ИС 46 годишен од Скопје. За него била распишана централна потерница врз основа на наредба од казнено-поправната установа Затвор Скопје, со која се барал за доиздржување на казна затвор. Тој е спроведен во казнено-поправната установа на доиздржување на затворската казна. На 29 март 2023 година, околу 12 часот, од водите на Охридското езеро, во близина на градското пристаниште, безбедно е извадена и подигната неексплодирана бомба М24, која датира од Втората светска војна. Вадењето и транспортирањето на бомбата е извршено од страна на пиротехничари од Дирекцијата за заштита и спасување. Во продолжение вестите од светот. Се запали траект на Филипините со 250 патници и членови на екипажот. Најмалку 30 лица загинаа, додека 7 се водат како исчезнати, изјави денеска гувернерот на провинцијата. Многумина од оние што скокнаа од траектот во паника од интензитетот на пожарот беа извлечени од крајбрежната стража, морнарицата, друг траект и локален рибар, изјави гувернерот. Тој додаде дека повеќето од луѓето биле спасени во текот на ноќта, но властите дополнително ги проверуваат информациите од различни извори, што укажува дека бројките би можеле да бидат различни. Меѓу загинатите има и 3 деца кои најверојатно се одвоени од нивните родители, а најмалку 23 патници се повредени и пренесени во болници. Повеќето од жртвите се удавија, а подоцна беа пронајдени на море, соопштија официјални лица. 2 хеликоптери на американската армија се урнаа за време на тренинг, инцидент кој се случи вчера вечерта во округот Трик, Кентаки, соопштија тамошните власти. Хеликоптерите од 101-та воздухопловна дивизија биле на рутинска мисија за обука кога се урнале околу 22 часот по локално време. Гувернерот на Кентаки рече дека добил рани извештаи за пат на хеликоптер и дека се очекуваат жртви. Државната полиција на Кентаки и одделот за управување со вонредни состојби веднаш реагираа, рече тој во соопштението. Според американските медиуми загинале неколку членови на екипажот, но оваа информација се уште не е официјално потврдена. На повеќето азиски берзи денеска цените на акциите пораснаа, трет ден поред, бидејќи се намалија стравувањата од банкарската криза и откако вчера берзанските индекси на Wall Street пораснаа за повеќе од 1%. Кинеските берзански индекси утринава паднаа поради корекција на цените на акциите во технолошкиот сектор. Вчера тој сектор силно порасна по веста дека Алибаба ќе биде поделена на 6 деловни групи. На валутните пазари благо порасна и вредноста на доларот. Индексот која покажува вредноста на американскиот долар во однос на другите 6 најважни светски валути се движи околу 102,73 поени, додека вчера во овој момент изнесуваше 102,57 поени. Истовремено цената на еврото се лизна за 1,083 долари, додека вчера беше 1,0845 долари. Цените на нафтата благо паднаа. Цената на барелот на лондонскиот пазар утрово падна за 0,31%, додека на американскиот пазар цената на барелот се намали за 0,26%. Папата Франциск е хоспитализиран во болница во Рим, а неговите активности се откажани до петок. Од Ватикан соопштија дека станува збор за претходно закажани тестирања, но оттаму не дадоа повеќе детаљи за неговата здравствена состојба. 86 годишниот папа, како што се наведува во соопштението, имал тешкоти и со дишењето изминатите денови, но не станува збор за зараза со ковид. Одложувањето на неговите состаноци предизвика низ прашања за неговото учество за време на активностите на Светата недела на Ватикан, кои почнуваат со прослави за празникот Цветници, со што ќе се означи почетокот на празнувањата на Велики четврток, Велики петок, Великденското бдение и конечно Великденската недела на 9 април. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!